Добар ден и убав ден, почитувани наши гледачи на Канал 5 телевизија и нашата емисија Гответе со Драгче. Знам дека и денеска сте расположени да не гледате, бидејќи многу пати вие, драги мои, ми давате мене толку многу енергија, која што јас овде си ја собирам во моето срценце, за да ми издржи и понатаму да ве радувам со нови гости, многу песни, многу муабети и нови рецепти, кои што вие успешно си ги запишувате, па и ги правите во вашите домови. Поздрав до сите вас, од сестраце, каде и да сте и со кого и да сте. Да си ги поздравиме и пријателите на нашата емисија. А наши пријатели се Пека Беско. Поздрав до пријателите од Пека Беско, производители на суомеснати производи со високи квалитети на суомеснато производство, навистина сите оние кои што сакаат, нели, брза храна. Брзо, како би рекле мажите, брзо да си мезнеме нешто, тоа мезнување е со Пека Беско. Имате малку лепче до вас, солца ако ви е потребно, или сув зачин, или буковка, суомеснато до вас и немате гајле. А тука би додале исто така и едно ракијче, како што викаат колегите, да има едно ракијче, уште ќе биде поубаво. Знам дека ќе ви биде забавно и денеска, затоа што, драги мои, јас си поканев една моја драга долгогодишна пријателка, која што е адвокат по професија. Денеска ќе говориме многу малку за адвокатската професија, но ќе говориме повеќе за храната, затоа што таа мене ми изненади. Направи своја книга за готвење и специјалитети од нашата ни убава Македонија, традиционални рецепти во кои што навистина брзо може да се зготват. Таков еден рецепт ќе правиме и денес. Знам дека со нетрпение очекувате да ви кажам кој ќе биде мојот гостин, а мојата гостинка е Оливера Доцевска од Куманово. Добре ми дојде. Добро ве најдов, Драгче. Многу ми е драго што ве гледам, значи секогаш е задоволство да се биде со тебе. И мене со тебе. На Канал 5 секако. Радост ми е. Ова е мојата книга. Едва ја чекам. Едно за подарок. Се надевам дека ќе биде задоволство, значи па веројатно ќе зборуваме малку повеќе за неа. Повели од оваа страна. И јас морам да кажам дека мојата драга Оле короната ја зароби во Белград и професијата, но таму таа беше плодна, па ја направи оваа убава книга, која што ќе ни биде потсетник како еден домашен народен тефтер кој што си го имавме по дома сите. И сега ако може вака да ја земам, бидејќи онака полесно ми е кога зборувам за неја. Значи мерите. Оваа книга навистина произлезе во времето кога со моето семејство едноставно се затворија границите и бевме затворени. Заробени, како што велам јас. Значи, не можевме да се вратиме во Македонија, тоа беа 2 години, знаете како беше, сите бевме во тие 2 години. И за тие 2 години некако кај многу луѓе се родија нови таленти, се родија нови интереси. А кај мене, да кажеме, оваа книга е нешто сосема не секојдневно. Јас пишувам поезија покрај мојата професија, значи јас пишувам поезија, пишувам проза, меѓутоа некако во тој период одвоена од Македонија, одвоена од семејството, одвоена од се она што значи да се гушнеш, да бидеш заедно, и се сети на традиционалните јадења. Бидејќи постојано готвев, се немаше што да се, значи седевме дома затворени, готвевме. И полека почнав да ги запишувам јадењата кои што во моето семејство се пренесуваат од баба ми на мајка ми, на мене, на сестра ми, сега и на моите внуки. Здравје Боже, ако можам утре да пренесам и на мојот син и на неговото семејство. И потикната од тие причини, значи, од тагата за југ, од желбата да се биде со семејството, еден по еден ги запишував, ги готвев, ги сликав, инаку еве да кажам на гледачите, јас полека некако почнав и во јавноста да правам изложби со фотографија и со тоа се занимавам. Ќе зборуваме и за книгата, но да ги ставиме прво овошките, за да ни крчкат, да ние пак ќе си правиме мора. Ајде да ги ставиме. Тенџерчето ми е подготвено, додаваме малку водичка.
Така. Ќе додадеме едно малку. пола филџанче водичка, бидејќи овошето Мислам дека ќе смрзнато. биде доволно. Ете, Ќе така. правиме джем, инаку не кажавме дека ќе правиме да. джем. Да, Джем джем. од шумско овошје и јагоди. Ова е Правиме еден- пола доза. Правиме пола доза, да, Добро. ова е еден од рецептите од книгата. Меѓутоа го правиме во малку посовремена верзија со замрзнато овошје. Така. Го правиме нели со ванила, со лимон, со некои додатоци за да ни биде помиризливо и повкусно. повкусно. И повкусно. Ајде, повели. Сега го додаваме овошјето да не ни изврие водичката. Вака, еве го Колку шумското. убаво изгледа и Како не, уште кога, уште кога го ставаме. Да, еве драгче додаваме. повели. Се што не ти треба ќе ми додаваш, Ги за да ставаме ти и биде јагодите, полесно. вака. Го ставивме шумското овошје, сега и јагодите. Ете така. Добро. Сега малку ќе промешаме да се спои, повели драгче. Така. Кога малку ќе се стопат и ќе мислам дека треба да го ставиме малку на посилна температура. Сега јас тоа ќе го средам, бидејќи за да почне да мојот врие другар побрзо. ме познава како си велам, јас се шегувам, а ми ги познава прстите. Ќе додадам и капак за почетокот, за да почнат да вријат. За да почне да врие, Ете така, тука имаме палачинки готови, побаравме од нашите. Еве ќе покажеме на нашите гледачи, бидејќи овие палачинки не сме ги пржели Не, ние. да ќе беа жолти како на Ќе сонце. беа жолти, мислам дека ќе беа малку поубави, ама сега се малку загоренки, сепак ќе бидат вкусни, Така. купени се во нашите домашни продавници. Ете така. да ќе си бидеме задоволни и ќе бидат Задоволни. прекрасни. Така. А, Сакав, значи, овој е твој джем, кој што сега ние го подготвуваме, бидејќи кога јас барав, Оле, што ќе правиме, ти ми прати повеќе рецепти, ама реков, ајде, моето омилено, джем со палачинки. Да. Може да биде и со сезонско овошје, така? Било кое сезонско овошје? Да ви кажам, значи, јас правам, да кажеме... И со праска, и со модра само со слива, јагода, сина со слива. модра... Да. Така е, така е. много Значи, добро. со било кое сезонско овошје, дури сум правила и од јаболко рендано. Сакав да ти кажам дека од јаболка, веќе 4 години наназад, бидејќи ние не ги прскаме јаболката кај мене во двор, оние што паѓаат веќе малку за зреани, јас се обидов да ги искористам еве во джем. И навистина се убави. Значи, презадоволни ќе бидат сите со джем од јаболко. Јас не знам зошто, да кажеме, во Македонија скоро никој не прави джем од јаболка, а тоа е едно превкусно, како да кажам, И убаво и сладко нешто, направи во да. коцки, морам да се пофалам стварно многу убаво. Па кога му додадов и сладкарче, Верувам, мајка ми става сладкарче. Мераци, Значи, таа во мераци. секое сладко, во джемот така, става сладкарче и навистина дава некоја поинаква нота на вкусот. Па затоа сигурно во рецептите ти имаш таа традиционална кујна. Додека ова почне да ни врие, треба да ни биде готов джемот за да ние виткаме палачинки. Сега сакам да покажеме она што ти го сликаш, готовите јадења, кои ги правиш, и синчето кој што ги црта. Ќе ги вртиш Сакам ти да си ги покажуваш, бидејќи да не погрешам. Прво, еве корицава е дело на мојот син, Стефан. Значи, ова е дело едноставно, како да кажам, како некое семено наследство. Тука се рецепти на нашата домашна традиционална македонска кујна. Јадењава кои ќе ги гледаме внатре во книгата, тоа се јадења кои јас лично ги готвев и ги фотографирав. Така да ќе се обидам вака на брзина некако да најдам некои од може да спуштам долу за да ми биде полесно, па ќе свртам кон камерата. Од јадењата кои што ги сликавте и цртани и цртежи има, добро. Еве вака, има цртежи традиционални со бардаче, со убаво ќупче. Тоа се исто цртежите на Стефан, тука има и графика. Можеш и да прочиташ дел од насловите на специјалитетите, Оле? Па дел од насловите може вака по главите да одиме. Прво би сакала да кажам еве за маслиновото масло. Да. За маслиновото масло во оваа традиционална домашна кујна, јас не би препорачала прво да се готви со обично сончогледово масло, бидејќи во нашата македонска домашна кујна некако маслиновото масло му дава поинако вкус на јадењето. Иако е
би кажала релативно исто здраво како и сите останати масла. Македонската кујна се одликува со употреба на баници, на теста, на клчано, како што велиме ние во Кумановско. Кажи си нешто на Кумановски, поинтересно да ни биде. Па еве ќе ви кажу нешто, значи ми у Куманово сакамо многу банице, сакамо многу пиперке, сакамо многу патлиџани, сакамо зелјанче, сакамо да готвимо, да кажемо, викамо ga клчано, зимамо клцан, во кумановски толчникот се вика клцан, на кумановскиот македонски дијалект. И така, во нашата домашна кујна, некако во Македонија е застапена доста, како да кажам, растителната храна и мислам дека е идеална. Затоа што имаме многу зеленчук. Мислам дека е идеална и дека тоа ние така треба да настапуваме и да го промовираме во светот. Еве нешто ќе кажам и од мојата втора професија, која што е дипломатија. Јас не сум само дипломиран правник со правосуден, но и магистар по дипломатија и меѓународни односи. Да кажеме дека и дипломатите јадат джем. И дипломатите јадат джем, а нашата кујна како мислам дека е посебно здрава и можеме да ја промовираме бидејќи се темели на растение, на зеленчук, на овошје и не е премногу месната. Така да еве можам да покажам тука, ќе се обидам да најдам, ова е гравче, бадниково гравче кое што во Куманово го подготвуваме бело, со црвена пиперка, сушена, само сварена. Сварена со сува сварена пиперка и со лукче, онака само расфрлано низ гравчето. Потоа да кажеме, ова е едно клчано што го викаме, македонско. Покажи го, тоа толчен пинџур или макало. Макало или клчано, како го викаме ние во Куманово и Кумановско. Добро. Потоа тука исто можеме да најдеме, ја би сакала да успеам да најдам, еве, ова е сеченица. Да. Ваква сеченица правеше баба ми, таа ја сечеше на коцкички, ама јас сакам вака да ја сечам како што е нашето македонско сонце со 8 зраци. А исто има една специфична, значи ова е зелникот кој што во моето семејство е пренесен од интересно е. Да, од баба ми на мајка ми на мене. Значи јас сигурно не го сукам и не го готвам исто како мајка ми, толку како да кажам со толку прекрасни тенки корки, меѓутоа убаво и вкусно излегува. Ова е зелникот кој што јас сум го сготвила лично. Ти беше предлог. Имаше како предлог, велам ајде прават многу овде зелници, но би сакала јас да направиме джем. Така, тебе ти беше предлог, некако на ванила. Да. И овој зелник, да кажеме кумановски, пренесен од мојата баба на мојата мајка, на мене, на сестра ми, еве Драче повели, ти го гледаш таму на камерата. Значи има специфична форма на сонце. Така се и витките, така е и сечењето, така се и зраците. Јас таму некаде ти видов и сарма од лозов лист. Сармата од лозовиот лист. Традиционалната. Добро, можеш таа да сармата традиционална. За жал, значи главниот рецепт во оваа книга, еве повели на камерата, значи главниот рецепт во оваа книга се темели на сарма од зелка, меѓутоа е спомнато дека може да се направи и од сарма од лозов лист. Еве ова е сармата која што јас сум ја приготвила лично. Да ти се позлатат рацете, погледни си го сега джемот. Хајде да го погледнеме. Мислам дека веќе овошките веќе се убаво. Да, можеме да го додадеме шеќерот. Да, затоа и те викнав, видов дека веќе сме пред крај. Брзо некако готви, добар е шпорето. Јас овде ќе си видам, колеги, што ви се јаде? Ајде, зелничето? Зелничето ќе го правиме друг пат. Ќе го тргнеме. Ќе ја додадеме и ванилата веднаш. Леле. Па тука пиша многу нешта. Па сгужвана баница, па тегната баница, па зелјанче кумановско. Ме насме. Па лепити, леле, чекај, зелник, баници и теста, така и одвоено. На целини е одвоено. И мезелък кумановски. Знаеш, многу пати ни донесоа и сите ни велат дека колегите, бидејќи јас не јадам мезелък, велат колку луѓе направија и донесоа, но сите беа со различни вкусови. Што е така или до раката е? Јас мислам дека е до раката и до љубовта. Или нешто плюс се додава во него? Не, мислам дека што и да готвите, ја веќе се тргнеме од мезалакот и од, како да кажем, и од шкембе чорбата.
Мислам дека највкусно е кога готвите со љубов, кога не се држите стрикно по рецепти, бидејќи и покрај јас овие рецепти ги запишувам за да останат, да кажеме, на генерациите. Така, да читат и да учат. Да читат и да учат. Така. Меѓутоа, со текот на времето, со готвењето, вие добивате, како да кажам, добивате како готвењето станува професија. Ма не и потреба, големи потреби. И од големи потреби, да. И се што готвите со љубов, и се што готвите со, како да кажам, со онака со полно срце излегува убаво. Сега видов нешто тука што ме потсети на мама. Што? Тава со штавел. Ова ме потсети. А мама, знаеш, и сармички да прави со штавел. Со штавел? Да. Многу е лесно, на истиот начин како сармата од лозов, исти како гледај како ти мене ме потсети на мама. Ќе те прекина малку сега, јас мораме да додадеме малку од лимонот. Јас си гледам тука рецепти. Па, еве вака. Леле, па и турли тава имаме, па и колку убаво ќофтиња од тиквички, па полнети пиперки. Колеги, леле, а ова ќе си го замислиме дека го имаме за јадење, а имаме сега десерт. Сега десертот ќе биде нешто да го засладиме денот, да ни биде прекрасен и убав. Веќе се му додаде тука што треба. Му додадов се, ама мислам дека треба малку да го столчиме вака. Затоа што јаготките се големки и смрзнати. Добро. Не се, мислам дека веќе се горет, убаво водата си врие. Но за да биде онака Јас го поднамалив за да не загори веднаш, со шеќерот е тешка работа, ако потоа ќе треба да го фрлиме. Затоа го намалив малку во однос на температурата. Така е, драгче. Искрено, животот е многу чуден. Никогаш не би предпоставила дека некогаш во Канал 5 ќе готвам со драгче. Обично јас и ти правевме наши муавети телевизиски за твојата професија како дипломатија и адвокат по таа област, но сега еве готвиме и пак ќе зборуваме. Но прекрасно е и ова. Мислам, јас баш се израдував. Посебно затоа што ете ја напишав таа книга и кога ми рече ќе дојдеш ли кад мене, значи тоа ми беше онака радосно. Баш радосно. А како ти како некој детенце се израдува. Оле се одили у затвор доколку се украде книга со рецепти. Да ги насмеам и гледачите и Оле. Така, Оле се одили во затвор доколку се украде книга. Не се оди во затвор, но ние со тебе знаеме да ги подаруваме. Не е убаво да се крадат туѓи рецепти. Било и што да е. Било што да е, да. Сакам да кажам дека дури оваа крчка овде, мислам дека после на крај се јавува една онака бела пена, која што не знам... сакаме да ја повлечеме, добро? Да, сакаме да ја повлечеме, само не знам дали ќе биде лесно вака од тенџерето да ја повлечеме. Ќе биде лесно заради тоа што ова се смрзнати многу, јас бидејќи правев. Нека проврие уште малку, онака убаво. Тоа се трга за да не скиснало сладкото, по бабински кажано. И не му дава убав лик. Ама тука нема да скисне. Некако е бело и убаво е кога ќе се тргне, бидејќи си добива убава црвена боја. Уште малку да проврие. Нека проврие. Ајде сега, ќе те навратам на таа друга професија, твојата примарна професија. Тешки се тие задачи во судница да одлучуваш, да бидеш присутна на разни настани, не? Кои што се тешки? Малку ќе те исправам. Значи, во последно време со адвокатурата завршив, малку не разговаравме. Стоеше во пауза, тоа сакаш да кажеш. Стоеше во добро, пауза. Но во минатото? Значи, статусот на адвокат бев од некаде 2008-та, крајот на 2008-та до 2021 година. Потоа бев малку правник, како стручен соработник во една голема мултинационална компанија. А сега во последно време, значи го градам својата професија, својата експертиза, својот начин на живење како советник, и тоа правен советник, експерт и да кажеме советник и стручњак за менаџирање на бизнисот, на човековите права и на стратешкото планирање. Тука сакав баш да те прашам. Еве сега нашите советници, да кажеме, што одлучуваат за сите нас во нашата животна сфера. Има ли некој да рече, чека Оливера, јас треба да
помогнам на народот во ова кризно општество, финансиските потреби, како да се набават, како нешто да се скрати, како нешто да се додаде, да го извлечеме народот од тешкотиите. Нели, вообичаено тоа се бара, како експерт. Би кажала дека иако би требало многу повеќе внимание да се посвети, да кажеме, на луѓето кои како мене работат, да се занимаваат со планирањето, со стратегијата, посебно со правната стратегија, во насока на подобрување на животот на граѓаните. Сега да не ја направиме премногу сериозно ова емисија. Во кратки црти. Во кратко, на овој народ македонски наш, на Македонија, му требаат како леп луѓе како мене. Не зборам само за себе, туку зборам и за оние кои што се слични на мене, кои што адвокатурата не име прва професија, но кои што сето правно знаење, посебно мојот, како да кажа, мојот склоп на личност, на експертиза, на знаење е многу специфичен и може да пружи многу на Македонија. И да кажеме дека веќе си во Македонија може да те бараат. Тоа сакаме. Веќе не си во соседството, тука си пењата да си ја собереш. Ајде да ја собереме пената. Имаме таму лажиче. Еве ти едно. Мислам дека ги употребивме сите. Еве, повели ова, за да можеш да си полесно црпнеш. Ако почне да ти е топло, остави го. Јас од топлината станав црвена како овој джемот. Јас се намалив малку, за да можеш да ја извадиш, мора да се намали самата температура, а почна да се згуснува. Благодарам, Драгче, на асистенцијата. Со љубов. Ти си секогаш тука да помогнеш и да бидеш со љубов со народот. Ова што го правиш, јас подолго време не следев што се случува, да кажеме, на телевизијата, превземена од други обврски, меѓутоа сега кога ме покани на емисијата, баш убаво погледав неколку емисии. Ова што го правиш, навистина се гледа дека е направено со љубов. Со многу љубов, со целиот тим. Со целиот тим, со многу љубов, со многу внимание, со љубов кон Македонија и кон се она што значи квалитет. Така, јас сакам да на секој оној наш заслужен граѓанин да дојде овде, да направиме нешто од нашите специјалитети, но и да си раскаже нешто за себе. Сите сме од некаде и со нешто плюс. Така е. Во еден човек може да има многу квалитети. Добро е. Мислам дека е добро. Еве ќе го промешаме уште еднаш вака, да се изгуби. Сакав за да ти биде полесно да ја собереш. Сега кога се готви, така е. И ќе мирисаме и ќе бидеме малку поцрвенки. Вака на черпата. Природно црвенило. Убаво мириса, убаво изгледа. Мислам дека доволно извадивме. Готов. Каде да го тргнеме таму настрана? Ајде, повели ти. Јас премев едно ливче, бидејќи во твојата емисија сите пеат. Сакаш. Тука те чекав. Тука те чекав, чекав да те слушнам, да не одбра некој кумановска. Одбрав една кумановска, ама само една строфа и не знам како ќе ја испеам, а ако не е добра, вие исечете ја. Не. Може да почнем. Ајде да слушнеме. Ајде да видиме како пее Оля. Прошета се Јовка Кумановка, ај мори горе доле, Јовка низ тој поле, ај море низ тој поле, Кумановско. Браво! Нашата Маргица Антеска ја пее песнава и со љубов ја гледа емисијата, еве си ја бакнуваме и неа ти многу убаво ја отпеа. Еве, за сите Маргица со љубов сега ќе ни се јави по завршување на емисијата. Многу ми е драго. Драгче, Олето ја отпеа мојата песна. Јас се чувствував прекрасно, еве што отпеав нешто, а посебно затоа што отпеав нешто што доаѓа од твоето подневје, од моето родно место. Ето Куманово. Секој си го влече, како векат, огништето. Сите гости сакаат да си го пофалат своето родно огниште и домашното огниште.
не знам каде и да одите, доста сум била онака, јас си тргнав на кај джемот. Може би ти пречам. Не ми пречиш, но погледни си само. Чисто да го погледнам, уште треба. Уште треба да се згуснува. Вообичаено јас може уште малку ова пеничка кога ми се гостите музички овде, велам ајде уште една песна ќе се згусне. И сега не ми текнува која песна да испееме, можеби Македонско девојче, китка шарена, во градина набрана, дар подарена. Така и се видело сега да се готви и да се пее. Ема мераци, ете тоа е, и дома си подпевнуваме. Така е. Оле, јас ќе правам чај. Мислам дека, да, може малку да се освежиме. Така, одлично. Сакаш да го поднамалам, па да го повлечеме за да се згуснува. Може малку да се згуснува на потив во коган. Ето така. Ајде. Мојот пријател вика, Драгче, нежно работиш, нежни ти се прстите. Така е. Добро, одлично, убаво ни крчка. Рече ке ни направиш палачинки со овој веднаш. Иако е топол, нема врска, ние можеме веднаш палачинките да ги правиме. Обично е убав кога е ладен. Нели поотстојува, се згуснува, структурата му е друга. Ние можеме вака малку да и онака нема да правиме многу барем 3 да се покаже. Ајде 2-3 ќе намачкаме, меѓутоа можеме да извадиме во едно така поширока чинија. Така. Да ни се излади и да не ни се едноставно да не ни се да не ни тече, да не ни тече, добро. Да не ни тече. Добро. Така можеме да направиме. И така да направиме. Како за мерак. Ти тука си исецка и лимонче и некои брусници, суво грозе, сакаш малку да ги украсиш. Ова е за украсување. Така. Значи едноставно да направиме вака малку на тањерот да биде поубаво. Што најмногу се сака во твојата домашна кујна? Што твоите најмногу сака да им подготвиш? Во мојата домашна кујна, сега моето семејство најмногу сакаат зелник. Како кај значи зелник и месо е задолжително. Кога ќе им направам зелјаник по-кумановски, значи тука веќе не се наоѓа мана, се молчи, нема муабет, само се јаде. Само се јаде. Оле, сега ние подготвивме, јас ти украдов фотографии. Сакам да ги поразгледаме и ти да ни раскажеш малку за тие фотографии. Ајде да ги погледнеме и да ги коментираш ти самата. Оваа фотографија е сега од Белград, нема ни месец дена, значи тоа е една конференција за женското предприемништво. Како се вели, тие велат во сусрет на Експо, значи во пресрет на Експо 2027. Оваа фотографија е во парламентот во Хаг, значи во Холандија. Тука бевме на една конференција, меѓународна конференција за човекови права, малце побргу ме отиде, ама меѓународна конференција за човекови права, World Justice Forum, значи светски форум за правда. И кај баш тија најдов баш од Хак да ти ја поставам. Ама тоа е една конференција, мислам дека многу, како да кажам, многу прави на светско ниво, прави еден индекс за човекови права и тука учествуваат експерти од сите држави на светот, а во кои размери се движи, како се движи правдата и правото во светот и човековите права. Ова до неја е кога се кандидирав за... Мислам дека бев првата жена и првата која што се кандидира, влезе како кандидат за собирање на потписи за независен пратеник. Бев првата, колку што ми кажаа тогаш во Министерството, и прва жена. Ова е исто од Светскиот форум за правда, тука се гледа јустиција и како адвокат се јавувам. Ти ги одбрав за да ги покажеме. Јас ти ги одбрав. Ти благодарам. Ова е нашата матка со моето, всушност кучето на син ми, Ахил. Тука можам да кажам една анекдота, не знам дали нашите гледачи знаат, вашите гледачи и Македонија, дека кодното име на
на Гоце Делчев всушност било Ахил. Комицкото. Комицкото, ама и ти имаш комицко име. Ај, кажи си го комицкото. Сега да кажем или да завршиме со фотографија? Ајде, ќе завршиме со фотографија. Да завршиме, не знам дали има уште. Има. Јас одбирав повеќе фотографии, така да... Ова е исто во Хаг со Нелсон Мендела. Ова ми е една од омилените фотографии. Онака се почувствував целосно ситна кон ликот и делото на еден таков човек и вака го држам за рака, ја држам неговата огромна рака со моето раче. Ова е во мојата канцеларија како адвокат во адвокатската тога. Тоа е една заклетва адвокатска која дават и барем јас ја почитувам и ќе ја почитувам за секогаш. Предавање на Универзитетот Трето доба, мислам дека беше на филозофскиот или филолошкиот факултет овде во Македонија. Искрено да ти кажам, фала му на Господ, се гордеам со себе. Сум одбрала убави фотографии од твојата сфера на живење. Добро. Многу сум благодарна, драче. Овде, ова е во Црвениот крст на Република Србија. Исто една прекрасна конференција за правата на повозрастните луѓе. Тоа е нашата терминологија. Инаку, бев една, мислам, како организацијата која што ја раководев Јустиција беше една од првите која што ја правеше првата стратегија за правата на повозрастните лица во моето родно Куманово, на плоштадот Парис. Тоа е многу далеку, 2013 година. Сега јас и до таму стигнав, до 2013. Наназад. Добро. Ова е Битола тенкот. Ова ме зачуди, ми беше интересна фотографија. И ја земав и велам, чекај, во емисија ќе ја запрашам зошто одбра да се фотографира символ за слобода, борба за слобода, за што ти символизираш? Или едноставно ти беше интересно? Не ми беше интересно. Никогаш не првам затоа што нешто ми е интересно. Обично секој мој чекор има некоја порака, некоја... Добро. Обично, не секогаш, но обично. Ова е порака на непокорна борба. Ова е порака да се навратам на некои времења, значи мене не ми е туѓо ни да влезам во тенк. Имало прилики во кои што тесно сум била во близина и соработувала со македонската, мислам, сум се нашла во и слични околности со македонската армија како представник на невладениот сектор, имав прилика да влезам во тенк. Значи тоа е една порака на тој тенк мирува, дека секогаш треба да стремиме кон мир. Ете убава порака пренесе. Секогаш треба да стремиме кон мир, да се почитуваме, да се сакаме и да бидеме, како да кажам, живееме во една држава полна со различности, во која што треба секогаш да стремиме, да се почитуваме, да се сакаме и да бидеме љубов. Љубов едноставно. Ова е 50-50. Тоа ми беше интересно. Сакав и таа да поставим. 50-50. Ова е од, значи, маршот за правата на жената. Можам да кажам дека, слободно можам да кажам, ова што се случува сега во Скопје, почна една година или две подоцна. Првиот марш за правата на жената беше во Куманово. Почестена сум што бев една од, како да кажам, идејните творци. Значи 50-50 е порака дека жената и мажот, значи секогаш треба да рамноправни и исти, да се почитуваат, да се разбираат и никогаш да не стреми едниот да го негира другиот. Бидејќи се знае секогаш кој е маж, кој е жена, биолошката функција, меѓутоа во одржувањето на семејството, на општеството, дека треба да бидеме еднакви. Мислам дека оваа порака 50-50 ја упатив во момент кога застапеноста на жените во парламентот, беше 30%, 35% во парламентот на Македонија. Сакаме да кажеме дека можеби не со сила вака, но духовна, мисловна. Но духовна, веќе кажем, во тој момент кога упатена оваа порака, дека од 84 градоначалнички места, мислам дека само 4 беа жени. Така, сакаме да видиме. Добро. Така. Ти одвоив за да се ладат за палачинките, прекрасно ова опивно мириса, морам да ти кажам.
Да. Лимонот и ванилата и шумското овошје. Јас ќе го барам рецептот на денот, затоа што ќе ми го бараат и други. Одиме со рецептот на денот, за да видиме што се нам ни беше потребно за денешниот рецепт. Джем од мешано овошје. Едно пакување смрзното шумско овошје, едно пакување смрзнати јагоди, 1 килограм шеќер, 3 пакетчиња ванилин шеќер, 1 лимон и палачинки за веднаш да го вкусите дали е се во ред. Но ние денеска, драги мои, направивме половина доза од овој рецепт кој што ви го покажавме. Значи, доколку сакате половина, можете тоа нели да го средите. Оле почна веќе со мачкање на палачинките. Колега, може ли вака да доловиме тенџерето, а јас обратно ќе ми дојде? Како да го покажам джемот? Во тенџерчето. Мора да кажеме дека джемот е малку уште треба да отстои. Малку потечен, бидејќи треба да отстои, да се стегне, но ние сега го вака топол го како да го покажам, не можам да го покажам. Но имаме во тањирчињата како и да е. Добро. Еве, одвоив јас за да се види како и што. Треба ли да ти додадам уште или заврши? Мислам дека да, може уште малку вака ќе земам од тука. Ете така. Сто за да бидат полни. Вака ги мотаме како триаголници. Нели за облиците секој може да бидат обични палачинки, ама ајде сака. сега ние да ги направиме малку, како да кажам, поинтересни за гледачите. Еве сега можеме вака малку да додадеме од озгора. Може и од овошјето. Вака. Да имаше шлак, можевме и шлак да ставиме. Не ни дотекна, инаку имаме се во фрижидерот. Ама може. Ете, така убаво и вака, топло е. Вака, бидејќи нашето јадење, ќе го ставиме тука. Додај лажичката и украси си со лимонот и шумските овошје. Ете така. Вака ќе украсиме со лимончето. Браво. Одлично. И овие ќе ги повлечеме за подоцна да се намачкаат. И сувото гројзе. Оле, овие окото ги јаде. Замисли колку се убави, преубави. Браво, преубави. Беше супер домакинка, супер соговорник, ни направи убаво вкусно задоволство, иако имавме избор да бираме, но јас го одбрав ова, зашто некако многу ми, на душата ми е убаво. Подсетува на детство. Така. Јас себе за крај ќе ги ставам моите очила. Пекабеско ти доделуваат подарок. Производи од Пекабеско на сите наши гости кои што се овде, па еве и за тебе. Ти благодарам уште еднаш. Благодарам и на Пекабеско, на Канал 5 телевизија. Бакнеш до сите гледачи на Канал 5 на Македонија и ви посакувам многу љубов и здравје. И на тебе, Драгче. Благодарам од срце, беше прекрасна. Пак ќе те бараме да ни направиш нешто. Драги мои, тука сме на самиот крај. Ќе си завиткаме уште некоја палачинка плюс. Доколку ви се допадна овој рецепт, направете го и вие. Не е тежок, но многу е вкусен. Ве сакам, се гледаме.